снимам денеска 24 часа во кола. Ај. Добра ви ноќ на сите. Како се тргаше сега? Чекај. Знаеш како очица така, сигурно? Абе, вру. Буквално сме до автопат. Не се гледа ништо, еве ви. Многу ми е страв да спиеме вака, али ќе спиеме. Не можам више у колава. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Зашто секогаш викам толку? Денес снимаме 20... Јас стварно не знам зашто го правам ова, али... После тоа со плажата што го направи Ледоска, ова го чував како идеја напред. Го чував како идеја многу долго време и не знам зашто решив да го направам сега и Дарко одлучи да трпи со мене. Да го поминам делот од мојот живот со тебе. 24 сати, брат. Со тоа што јас не возам затоа што се уште легално не смеам да возам. Ама ќе ти дадам. Ке смеам на... Зашо не? Брат, сакаш да идеме на Свети Николе? Сакам да идеме, прокинеме джипи да го идеме. Брат! Дали ти си јаден воопшто? Јаден сум. Јас не сум. Кидеме да јадеме. Мислиш ке да ти купам за јадење? Брат, не ми жешко више. Добро, идеме да јадеме. Дарко дојде до идеја. Марко да ни даде благослов, така да дојдовме до кај Марко само да ни даде благослов за да можеме да го изгураме денот со неговиот благослов. Брат, Пуишував нешто и мора да те сватам, уеј. дали си дома, брат? Дали сакаш да искочиш да ми дадеш само благослов, брат? Благослов. Брат, е сум. Ама мора да дојдеш до тука, затоа што јас не смеам да искачам. Дарко доби инспирација дека јас снимам денеска 24 часа во кола. Ај. Ти само да ни дадеш благослов, брат. Затоа не смеам да се мрдам од кола, да. Брат, има кебиња позади. Затоа ја тогава ми се патувате. Е, па тоа, брат. Ти брат. благодарам. Мислевме сендвичи да ни донесеш. Сакаш чекам коледа. Брат, ќе добиеме храна. Па шо? Сакаш да коледариме? Час да се касне. Брат. Досадно. Фала, брат. Фала. Он ќе смее да искача. Ау, да бе, ти снима. Ја морам да му бидам слуга. Добро. Фала ти за благословот, се гледаме. Гледаме. Идемо света вода, мај. Сега, брат, храна. Лево така. Дојдовме до бензинска и уште не сум јаден. Дарко излезе да ми купи јадење, затоа што ја не смеам да искачам. Више сум умрено, што уште немам јадено ништо, а веќе фативме пат зашто ќе идеме на кај Свети Николе сега. А за да искочиме од таа страна скроз од кај Марко да се вратиме зашто Марко живее на крајот на светот. Многу време помине и више цркнав за јадење, али еве сега се надевам дека Дарко ќе ми донесе јадење. Стварно не знам како ќе го изгорам денот, иначе позади не знам колку и што можете да видите, али чекај ми звони сега Дарко да ја праша за храна. Со шунка кашка да има, пилешка шунка. Е па тоа. Ете, ќе јадеме конечно, иначе јас тука имам, верували или не, кебиња, затоа што нели мораш да поминеш 23 сати у кола, а ќе биде ладно и имам тука многу кока-коли за преживување, што и не е многу препорачливо да пијам многу, затоа што ќе ме тера тоа да мочам, а сум во кола 24 сати. Така да ќе гледам да се воздржам, али секако без кока-кола не можам, така да. Идеме на кај Свети Николе, иначе тоа е место што нонстоп кај што е снимано Надеж, кај што е снимано делот Верувај, кај што е снимано делот Шарко на Марко, делот све, значи, освен што снимаме таму и нонстоп идеме така и да се релаксираме и да си уживаме таму и толку ни е милено место. Уште не го научев како се вика, али е накај Свети Николе патот, покрај автопат некаде, така да таму малце кидеме да трошиме време, затоа што имаме многу сати. Да јаде. Храна. Брата, да удриме една попладневна древка. И видима сум стан кист. Ај чао. Брат, не е фер! Сакам ја да ги истегнам нозете. Ле, го обожавам местото, брат. Види го, брат. Некој е слободен човек, некој ќе си мисли таймлепс, некој ќе си стои, ќе си ужива во погледот, а некој само ќе дреме тука и ќе спие у кола и ќе се вкочани и многу е ладно. Ако спиеме тука, ова ќе биде преладно. Што потињено? Брат! Брат! First class. Епа, било тешко да се спие у кола, бе. Човек тешко оти исто го кревече, брат. Да бе? Што има се нешто? Да. Дали имаш тука перница? Ја чек, играме ова играта? Да, имаме све обезбедено, брат, буквално. Не знам што ни фали, само ше малце храна ни фали, иначе може да преживееме. Што е тоа, брат? За спиење.
Ево ти тампони ако да звучи. Добра ви ноќ на сите. Значи да заспиеш ти со ваков поглед, тоа што може пугало бе брат. Сега Ајде брат, гледате снемаме јас. да напоменеме за некој, тоа се кажам и преескаме, јас немам положено се уште. И немам влезено у кола месец дена. Како се тргаше сега? Чекај, ми е чудно зашо не е многу различно од таа што возам. Да. Тоа си не отпушта Брат, снимаме! Снимам бе брат. И од нека ти иде кола, ке стеш. Каде во иде кола? Брат! Но ми е чудна твоја кола, жими. Знаеш како очица, така сигурно? Ајде сине, со 4 жмигаци дека си почетни. Па добро, окей, со 4 да ги на... Дај газ. Брат, Дај газ. 50 возам по пат оваков никако. Брат, дај газ. Така. Моторно кочење ми да. Да. И да нема нешто позади. Има, ама и то бе сине. Ај сега, разгази ја. Ајде, втора, бам! Абе, возачиш, ја треба да научам. Верувам, јас знам добро да возам, само ми е Треба многу се чудна навикнеш. твојата кола. Знам. А иначе на мојата кола ја што ја возам со автошколата ми и таа ја совлада виш. И фурај сега, шивај. Браво. Се виждате, носам до Велес. Да. Не кежа. место! Браво, сине, вози. Абе, верувам. Ајбе, стварно, саш да возиш до Велес? Не, брат. Че да видам на Вибер дали има... Автопат у живот на не возачка, не. Ние се возавме низ Велес, за да си губиме време. Тоа што виче не знаеме што правиме за себе. Веќе на велико не стемни. Да, се е многу депресивно зашто е зима и затоа што многу сати од денот се ноќ и така. Вајда ќе спиеме на местото, тоест не вајда, току сигурни сме дека ќе таму да спиеме. Не, да. Само што мене ми е многу страв. Што може лошо да се деси, брат? Ако си ти заклучен во колата, не може вајда ништо да се деси, така? Може. Брат, тоа е некој ти трпна на прозор и ти каже да се... Што може да ми каже? Ајде бензин да ставим. Па шо, бензин нема. Ајде. Има цнеме. Сега не знам дали ќе ме слушате зашто ова брчи. Се вративме на локација, иначе бевме за Штип. Само Штип не ви го снимам, зашто се возевме наоколу само за да ни помине време. И сега во моментов е Волко сад. Иначе ми игра позадината, да. Не знам што ќе правиме. Или ќе си збориме нешто зашто и до сега цело време збориме за да не си изгуби време. Ќе си спиеме тука, буквално сме до автопат. И од околу не се гледа ништо, еве ви. Значи све е црно, све е хорор и многу ми е страв да спиеме вака, али ќе спиеме. Дали си ти спремен за оваа вечер? Уште да им се спие. Не бе. Знаеш колку пати помисливме дали да се вратиме дома, брат? Много беше искрено од твоја страна, браво. Али ќе останеме, брат. И ќе го изгураме. Да. Брат, ќе спиеме у кола, бе, брат. Кој го прави ова? Добра, ајде, ви се јавам кога ќе има нешто друго, апдейт. Кога ќе има сега само размислуваме како да го трошиме времето понатака. Имаме јадење позади. Да, имаме многу јадење, имаме кебиња, имаме све. Луѓе, во моментов е Волку. Ние усвари да сега бевме на Instagram Live. Ако ме следите на Instagram и ако сте били уклучени во тоа време од буквално бевме поише 2 сати лайв. Зашто нели Instagram Live се гаси после 1 сат. Ние истеравме 2 такви по 1 сат и плюс уште еден пократок. Така да поише 2 сати бевме лайв на Instagram, така да ако сте гледале во период од 9 до 11 до 12, не знам, сигурно сте не гледале. И така трошевме време за да си позбориме малце со вас зашто ние умревме до сада. И сега сме буквално само навалени вака и пробуваме да... Тоест не пробуваме, али вајда ќе спиеме набрзо. И вистински ќе спиеме, така да не е ништо фейк. Туку вистински ќе спиеме, брат. И тоа не сме ни близко до Скопје, сме буквално во покрај автопат на кај Свети Николе. Брат, ја не знам зашо го ти, окей, ово да го преш, ја не знам зашо го правам. Зашо ме сакаш, брат. Брат, добро, да, имаш право. И плюс зашо е интересно, брат, нели? Абе, шо ти кажам, Брат, челендж е да изгореш 24 сати у кола. барем сме на воздух и дубал место. Да, барем тука има воздух, не сме у Скопје. Знаете ли што одлучиме да правиме? Ние сите сме којатки по нездрав, кој што гледате тука имаме уклучена мапа. А саатот е Волку. Тоа е 1 и 3. И сега идеме на кај Марио Рангеловски на кај Команово, затоа што будалата одлучува да не спие и малце да не подружи. Идеме натака, затоа што секако не ни се заспива и не ни е удобно. А поинтересно е да возиме до Команово, така да не води ова до Команово, идеме до Команово. Не покажува дека не знаеме мапа до Команово.
3 минути до Куманово, саатот е 1:46. Ние сме полуживи, еве како изгледа моето лице во 1:46, после многу сати во кола. Желбата останува за да се истегнам, желбата останува да проживеам, ама ми вели саатов дека имам уште многу сати да седега, тоест не уште многу, ќе се раздени, кога се разденува? Ако се разденува 5, немам уште многу сати. Идеме мушки да го изгураме уште малце. Умревме. Дарко е више заспан, Дарко спие више, не знам како вози. Ајде идеме кај Марио да видиме, тоест до кај Марио, зашто не смееме да се качиме кај Марио затоа што не сме могли да се зават колата. Гледа, имам некој израз тук. Сега сум бандини, имате гледа бандини? Ставите лайк на видео ако имате гледа бандини. Това беше првата индиска серија донесена во Македонија. А седењето до 2 часа по полноќ и многу сати седење во кола без излагање деветера да зборите за бандини. Ајде Марио! Знаеш ли колку градови сме идевме? Значи чекај, бевме во Скопје, бевме во Велес, бевме во Штип и сега сме во Куманово. Значи 4 градови да не споминав. Не можам више у колава. Раксен. Брат, како имаш сила уште ова да го правиш? Брат, јас кога сум ненаспан сум уствари најзбеснат. Не се враќаме сигурно Свети Николе, така да ќе бараме его Марио. Јас се мрднав. Гледаш ли како живеам јас? Он уште не саѓаше се. Гледа би се спиели. Гледаш ми имам бандини точки. Имаш гледано бандини? Не, брат. Добре, зашто сам ја? Пат би у кола топло кава у хотел. Дарко е! Колку гориво си ја, колку те кошта? Имам Да знаеш спонзор дека бензинска бар. Долу ви убаво осветлено ствари. Градов е посветло од Скопје, од цика може град во Нашиот Македонија. градоначалник сега ставаше таква светла. Диодни, живи дифузор да не свет. ставаше на Диодни. Но све свети бре. Да бе, прштило, за да Ништо толку не подружи Марио. Не, брат, се блокирав скроз, не знам више да зборам. И си идеме на кај дома, тоест ќе седнеме вајда за да не бидеме у Куманово, ќе застанеме во Скопје за да ги да спиеме сатите само за да испаднеме фер до крај. Кога ќе се раздене ќе си идеме дома, така да имаме уште некои добри 4 сати до разденување и идеме да ги преживееме тие. Јас не можам више да зборам, стварно, ама идеме на кај Скопје сега. Се патуваме, има мапа. Стигнавме во Скопје и освари сме у наслова кај мене и сега ќе лежиме, ќе спиеме у кола дори не се раздели. Го спуштаме ова скроз и тука спиеме дори не се раздели. Матно е, и мене очите ми се матни. Брат, на што личи ова? Брат, јас се наспав. Знам дека се нас. Саатот. Па ни дошло 6. Мислам дека никад више се нема да снимам. Брат, не ме мрази сега. Значи, овој Дарко зимаше на секој пола сат правеше кругчиња. Да. Не може да седам на место. Не можам. 6 и 8 минути уште се нема разденето. Како сум спиел, на шо сум спиел, цел сум... Брат, види го небо, бе, брат. Види го небо, бе, брат. Сите сега сидат на работа, сите се прибираат, само... Тоест не, сите идат на работа, само ние се прибираме, брат. Тука некаде ќе завршам ова видео, каде што цел ден изгурав Марко, Марко. Дарко више ме мрази. Сега ќе се видиме следен пат за едно 2-3 години. Малце да го заборавме ова. Ако ова може некако да се забори. Не е тоа поентата. Ета, бидно и тоа еден ден у кола. Сега не знам ништо толку да зборам, само знам дека едва чекам да спијам и едве чекам да излезам од колава и едве чекам да се избањам, зашто смрдиме више, не се трпиме. Ја не смрдам Лажеш! Цел ден сме у кола како да не смрдиме. Чекам да се измочам и чекам, и чекам све, брат. Чекам да живеам надвор од колава. Толку од впечатоците што сега тазе станат и од спиење и од све, ако може да се нарече спиење. Како и да е. Се надевам дека ви се допадне и ова видео. Доколку е така, ставете лайк на ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал со последните сили. И ние се гледаме следното видео. Што ти е бе ретро? Чао! Кажи чао, брат. Брат, не се слушна. Чао.